Поштувани представници на борците од Народно-ослободителната војна, представници на Сдруженијето Запварс, представници на извршната, законодавната и судската власт во Македонија, Ваше високо правосвештенство, Ваши екселенции, дами и господа, сограѓанки и сограѓани. Денеска гордо одбележуваме 505 години постоење и 80 години од ослободувањето на Куманово. На денешниот празник на нашиот град продолжува да не води мислата дека најголемото богатство на секој човек е слободно функционирање, чекорење кон сигурна иднина во здрава средина. Достоинствено го одбележуваме овој значаен датум, знаејќи дека имаме света обврска да го чуваме ова парче земја од причина што имаме една татковина. Не можеме и нема да ги заборавиме тој 11 ноември далечната 1944 година со црвени букви запишан на градите на херојската македонска историја, кога Куманово го дочека среќниот момент на ослободувањето од фашистичкиот окупатор. Предводниците на крвавата и макотрпна народно-ослободителна борба, нашите Христијан Тодоровски Карпуш, Киро Фетак, Боро Менков, Перо Чичо, Бајрам Шабани, Мара Нацева, Боро Петрушевски Папучар, Трајко Стојковски Бузо и многу други херои од НОП ни овозможија слободен здив на секој чекор во насмејано секојдневие во кое функционираат задоволни граѓани. Бунтовноста, неуморниот дух и незапрливата храбрност на маркантните револуционери ни подари пристоен живот. Нивните имења се наша гордост, која никој не може да ја погази, чија храброст никој не може да ја избрижи. Националните вредности се создаваат долги години и почитувајќи ги треба да се бориме за подобри светли денови за нас и за нашите деца. Светиот аманет е наша должност и обврска да ја сочуваме и унапредуваме Македонија, македонскиот јазик, идентитет, со цел оваа да продолжиме да го живееме секојдневно. Со почит кон народните борци и херои, кои одиграа најзначајната животна улога за слобода на нашата татковина, остануваме неприкосновени во заштита на вредностите на наше Куманово. Град првоборец, град на храбри луѓе, град на непокор. Спомениците на НОП се важен дел од македонското колективно наследство, како нераскинлива врска помеѓу минатото и сегашноста, на кои со должна почит им се поклонуваме. Да не дозволиме да бидат предмет на уривање и разуривање, туку да останат да живеат како доказ за херојството, одважноста и незапрливоста на нашите предци за слобода, кои ги остварија своите и идеалите на македонскиот народ. Почитувајќи го херојското миното и придобивките од него како логична последица, јас како градоначалник на општина Куманово сакам да ја истакнам важноста на нашата локална самоуправа, кој понатаму успешно одржува отвореност, транспарентност и достапност во служба на граѓаните. Тимската работа е основа за креативни и свежи идеи, вештини и познавање во сите области на делување. Според своите надлежности вложуваме напори во предвидување и усвојувањето на сериозни работни програми според потребите и барањата на нашите сограѓани, без разлика кој од која верска, етничка, политичка или друга припадност доаѓа. Резултатите се видливи во стабилниот развој на Куманово и подобрување на условите за живот. Презедовме обврски кон граѓаните за достапност на бројни услуги и мерки кои секојдневно се спроведуваат.
Не дозволувајќи да се оттргнеме од концептот за одржување на стабилна мултиетничка средина, евидентни се ангажманот и напорите на припадниците на различните етнички заедници во сите сфери, кои ги води чувството за припадност во оваа средина и кои се дел од сите пори на нашиот град. Живееме во стресно и динамично време, но сепак потребите се исти. Да продолжиме свесно да се носиме со сите препреки и предизвици кои се неминовни со цел да ги освоиме предвидените цели на секој од нас, не попуштајќи во намерата да се обезбедиме пристоен живот со испочитувани права и обврски. Граѓаните се наш приоритет. Должни сме да им обезбедиме просперитет и благодет на бројните семејства кои овде живеат и работат. Обврската за унапредување на квалитетот на живот на кумановци ќе продолжиме да ја исполнуваме преку непресушни идеи, искуства и тековни предлози за нови капитални проекти кои ќе донесат напредок на Куманово во секоја смисла на зборот. Приоритетите се видливи и реализирајќи ги приоритетите кои не идоа на задоволство на граѓаните, забрзано креираме нови достигнувања со намера за обезбедување на современи решенија и одлуки за одржување на европска и урбана средина за живење. Без отстапки се грижиме за сите групи на граѓани и возрасти. Свесни дека сме различни, дека имаме различни размислувања, нека не води една и единствена заедничка мисла. Да постигнеме повисоко ниво на живот и животен стандард. Да бидеме истомисленици за заедничко добро, борејќи се за стабилност, сплотеност и сериозност. Ефикасност во потикнување на иницијативите е примерна основа за развивање и спроведување на иновативни решенија за суштествени промени во нашиот град. Почитувани, Општина Куманово обележи видливи резултати, добиени со реализираните проекти во повеќе области: инфраструктура, образование, социјална и детска заштита, гасификација, заштита на животна средина, култура, спорт и друго. Се заложивме да напредуваме во размислување и делување на патот кон квалитетен развој преку тимска работа, одговорни во грижата и посветени на граѓаните. Да го унапредуваме концептот за локален развој со цел еднакви можности за лично напредување на секоја индивидуа во општеството. Нека ни е среќен и вечен 11 ноември, денот на нашата општина. Да живее Куманово, да живее Македонија и сите нејзини пријатели и посетувачи. И благодарам.